Александра, Кристина и Андријана се дел од социјалната патролна служба на општина Ѓорче Петров, единствена во државава, која секојдневно посетува семејства кои се наоѓаат во социјален ризик, со цел да им помогне во сложените процедури за добивање финансиска помош и вадење лични документи. Патролната служба функционира 2 години, а психологот и двете социјални работнички волонтерски им помагаат на најзагрозените. Нивната задача е да ги детектираат ранливите категории на граѓани, а потоа и да направат лична проценка за помошта која им е потребна. И нашата специфична задача се состои во ревизија и ажурирање на веќе постоечките списоци на социјално загрозени лица и нивна категоризација, значи согласно категоријата на која што и припаѓаат подгрупата, значи дали се тоа лица со посебни потреби, еднородителски семејства, бездомници, лица со нарушено психофизичко здравје или лица без комплетна лична документација. Понатаму, значи, мапирање и идентификување на нови случаи секако е дел од нашата работа и во фокусот на нашата работа, значи, асистирање на семејствата со административни потешкоти, прибавување на документи и психосоцијална помош, како и, значи, изработка на еден регистар, кој што, односно, лесно пристаплива датабаза, која што ќе содржи постојано проверливи информации за напредокот на овие семејства, значи, како напредуваат, согласно помошта која што им е пружена од страна на општина Ѓорче Петров во соработка со останатите организации и институции. Како што не информираше Катерина Копевска, социјалната служба е во постојана комуникација со градинките, училиштата, полициската станица, амбулантата и старскиот дом во Ѓорче Петров, со цел полесно лоцирање на загрозените лица. Податоците кои ги добиваме за новите случаи на територијата на општина Ѓорче Петров ги прибавуваме самостојно со одење на терен. Исто така добиваме и податоци и од институциите кои се наоѓаат на територијата на општина Ѓорче Петров, како што се Геронтолошкиот завод 13 ноември, поликлиниката, полициската станица, градинките, основните училишта, како и местните и урбаните заедници. Исто така стваруваме соработка и со невладините организации кои се на територијата на општината, но имаме и отворена соработка и со сите преостанати организации и институции кои можат да допринесат за добро состојбата и решавање на статусот на социјалните случаи. Сепак и покрај добрата намера која ја имаат девојките од тимот, неретко се соочуваат со висок степен на недоверба кај семејствата кои ги посетуваат. Како резултат на тоа, соработката се одвива отежното, но добрата намера се препознава, а со тоа и довербата во институциите се враќа, вели Андријана Тасевска. Тимот на социјална патрола врши увид и посета во домот на семејствата, воедно и се соочува со одреден број на недостатоци. Дел од тие недостатоци се неинформираност на семејствата кои ги посетуваме, првична недоверба кои потешка покажуваат и потешка достапност до семејствата. Жителите на општина Ѓорче Петров треба да знаат за постоењето на тимот на социјална патрола и воедно на полесен начин да ја контактираат доколку имаат административни и останати проблеми. Велите недоверба, на кој начин ги убедувате семејствата дека треба да имаат доверба во овој тим? Со нашиот пристап, како што ми пристапуваме, значи со увидот кој што го вршиме во нивните домови, тие стекнуваат еден вид на доверба и со нашата теренска работа, со увидот кој што го правиме во нивните домови, полека значи почнуваат да не запознаваат и да им влемаме огромен вид на доверба. Екипата на Прва Скопска, заедно со социјалната служба, денеска беше во посета на семејството на Ајнур Симоновски, кој е самохран татко на 5 деца, откако неговата сопруга пред точно 6 месеци починала веднаш по породувањето. Ајнур е работоспособен, но живее само со социјална помош. Вели дека општината досега му помогнала со храна и облека, но би работел било што за да го прехрани семејството и да излезе од списокот на социјално загрозени семејства. Самохран родител со 5 дечиња. Едното е во згрижувачко ради ситуација ми почина сопругава, па да ти кажам денес точно 6 месеци прави. Ви помага и општината, гледам дека денеска се кај вас. Да ни помогна, значи 2018 со храна пакети, значи свано даваше. И оваа година со јакни ни помогна за дечињава, ладно и така. Ние сме благодарни за тоа. Али не се живее само и од тоа, нели? Треба и државата да гледаме од се по-увидливо, зашто видите, јас сум сам со
5 дечиња. А сега во мајке го земам и детево малово, иако се виновни, значи за смртта на сопругова, ама никој никаде не реагирал. Тоа е вистината. Так, што се случи со сопругата? Па ништо, се она беше здрава, добра, све беше. Идев таму на посета, се гледавме, доле се снимнуваше све. 21.7.2018, кога требаше да ја пушта да си дојде дома, отидов да си ја земам женава со синов, бев и детево. Докторот ме вика таму, у кома, женава, 50 минути, ја елиминира, ја враќа, мозокот толку не работеше и така. Раководителката на секторот за социјална заштита Данча Василевска ги охрабри граѓаните на кои им е потребна помош да се обратат во општината. Оваа патролна служба е составена од тројца социјални работници кои што патрулираат на терен и ги разрешуваат социјалните проблеми на социјално загрозените лица. Ваква служба постои единствено во општина Ѓурче Петров во цела Македонија и ќе продолжи да функционира и во наредниот период. Апелираме до сите граѓани на општина Ѓурче Петров кои што имаат социјални проблеми да се обратат до патролната служба на општина Ѓурче Петров за да можат да си ги решат нивните социјални проблеми. Од општина Ѓурче Петров велат дека по разговор со граѓаните и невладините организации е констатирано дека со функционирањето на ваквата служба значително е намалена сиромаштијата. На 200 семејства од социјален ризик изминатиот период им било помогнато со храна, облека и еднократна парична помош.